Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани и добродојавте во Гласот на народот. Јас сум Слободан Томич, автор и уредник на ова интерактивна трибина. Не можам да не го искоментирам ова деноноќие, со оглед дека ова е една дневна доза. Како новинар и како граѓанин на Република Македонија, не можам да се изначудам на глупостите. Да, навистина, село Гори Бабел се чешла. Преку 50 души замина како делегација во 3 групи зад големата бара во Истривер, градот на Истривер. Што да прати самите не знаат, бидејќи велам на Панаѓур не заминаа, меѓутоа се однесуваат како на Панаѓур. Имајќи факт дека во државата се случуваат нереди, протести, незадоволства, од друга страна се најавува, веќе се потврдува, тоа го спомна вториот човек на партијата ВМРО-ДПМН, господинот Николовски, можна нова афера на преслушување, и тоа многу нечестна, невкусна, банална, арогантна, со еден збор перверзна, да ви се пикне некој вашиот дом, вие спиете, одмарате и некој да ве слуша што правите и како се однесувате дома. Тоа е веќе дно. Но, во секој случај, ова ме подсетува само за една работа. 2001 имавте голем уго, се сеќавате, се случаја избори. Со жутите комбиња или тие преслушувања кои ден денеска се имат и на мистерија, а не мистерија, и се тоа со ремов контрол, далински правоч, како да се смени политичкиот амбиент, и тоа се случи, беа донесени из Мускули, шарена револуција. И ова третиот пат ни најавува дека сепак, како и да е светот, меѓународната заедница, застрамено се тоа што се случува во државата, огромниот број на коруптивни настани ситуации, па признавање на големи дубиози во политички амбиент, бидејќи покажа Али Ахмети дека е мајстор да организира секакви изненадувања, не со комплименти да речам, бидејќи со човекот е играч, кој сепак го носат и го поставуваат на ситуација да ја одработи работата. Веднаш му удири еден наперкат или кроше, простете народна забелешка, на неговиот сопајташ Зоран Заев, спомнувајќи го дека тој заедно со Груевски и тој трилинг да учествува околу носелјето на кривичниот закон. Од друга ситуација и Груевски демантира и Заев демантира. Но кога Ахмети у ситуација, верувам дека Ахмети ја кажува вистината, но како и да е, ќе има таа можност да видиме што ќе се случува понатаму. Значи, многу интересни работи се случуваат и допрва ќе се случат. Но одиме поред, реков дека ќе одвојам простор и збор даден и исполнат ден пред протести за достоен живот на пензионерите. Минатата емисија беше Драган Угриновски, координаторот за протестите на пензионерите, кој се надам дека и вечера ќе го имам во вечерашното издание, бидејќи сутре се очекува голем настан во организација на самите пензионери од Република Македонија, покрај големите број обструкции што им прави Сојузот на Сдруженијата на пензионерите, не давајќи им никаква логистика. Се надам дека градот или метрополата на Македонија ќе даде смогни сили, бидејќи од 340.000 пензионери, преку 120.000 ќе ме исправи господинот Драги Аргировски, кој го најавам за некоја минута во студиото, и мојот и ваш соговорник во секој случај Трајче Станојков, председател на Општинското здружение на пензионерите на Свети Николе, да му посакам добро вечер и добродојде. Веднаш да те поправам, значи јас не сум председател на Општинското пензионерско здружение, него на иницијативниот одбор на пензионерите кои што штрекуваат за покачување на пензијата. Како и да е, се надам дека сепак треба да се случат проветрувања.
чиштење на инертните, да речем, на луѓето кои воопшто не мислат за достоинството на пензионерите и вредно е да има промеја, да си замина тие до сега што се како трутови, простите ме, така ќе ги споредам, кои не мисли за животот и социјалната ситуација на пензионерите, а вас ве има, нас не има, повеќе пати велам, преку 344.000 пензионери. Епа, да зборам, да прашам, има ли достоинство на пензионерите? Па јас пред се да се заблагодарам, значи, на вистинска телевизија и на емисијата Гласот на народот, бидејќи ние како пензионери со една толкава бројка сме фактички гласот на народот, еден дел од тој глас. И еве дојде момент да мора тој гласот на народот да се подигне на едно повисоко ниво, и бидејќи немавме на друг начин и како да речем, подигнеме тој глас, дојдовме во ситуација, значи, преку улица, како пензионери кои што го дале својот труд 40 години назад, да дојдеме во ситуација на таков начин да го изразиме тој наш глас, за да не слушнат оние кои што треба да го слушат гласот на народот, дека постои незадоволство кај луѓето од самиот живот, од самата на некој начин политика на државата, бидејќи ова вие што го поставивте како прашање, ние сме доведени во една ситуација да се на некој начин, зборам за онаа група на пензионери кои што се со минимална и нешто поголем дел од минималната пензија боре за гол живот. Тоа е 50%. Тоа е некаде, од прилика 50% на пензионерите, и нормално дека постои едно незадоволство кое што се изразува на ваков начин за тоа што луѓето не можат да врзат крај со крај од пензија до пензија. Да подсетиме, има членови на семејството кои живеат, екзистираат од пензиите на своите родители. И тоа минималните пензии. Тоа вистина на која што сакаше и министерката на некој начин да даде некој одговор таму, дека двајца пензионери со по 12.000 денари би можеле да, нели, месецот го истерат некако, како да кажем, крај со крај. Знаете што има еден индиец кој добил Нобелова награда, бидејќи направил проект како може 50 денари, 50 наши пари, $1 да се се проживе. Збориме за индиската популација. Може би Нобеловецот кој ја доби таа награда има своје оправдување, има своји начини. Меѓутоа, како може тука да се донесе таква формула? Ја верувам не супер награда, не Нобелова награда, ја верувам поголема престижна награда нема во ова време на немаштија, на покачување на основните прехранбени продукти за живот, да се најде формула да се обстои со 150 евра, да речам 10.500, 10.000, 11.000 денари пензија. Видете, тука е најмал виновник, како да речем, кривец пензионерот, разбирате? Затоа што е доведен во таа ситуација да, нели, чека да му некој овозможи како да е тоа некој социјално. Ние не го третираме тоа дека зад себе секој, некој кој што има стаж оставено, тоа е друга прилика. Но оние кои што се веќината оставиле 40 години зад себе, и се го плаќале тој стаж како стаж. Ја граделе Македонија. Инвестирале Македонија. Да, инвестирале во неа. И полниле торбите викани буџет. Точно, да, точно тоа. И сега го, значи, доведуваме тој човек да не може да се избори од, реков пред малку, од првата пензија до следната пензија да го помини месец од 30 дена. Тоа, да ви кажам, многу ретко некаде се случува да на ваков начин, еве сега да кажем, луѓето го изразуваат тоа незадоволство преку улица. Јас немам некои информации дека некаде, например, во друга држава, еве ќе речеме Европа, Германија, Франција, ви рекол горе и овие скандинавските, нели, држави, дали и кај нема некаде пензионерите на улица го барат покачувањето, нели, на пензијата. Не сме ние такво нешто слушале, а сакам да не одведат во Европа да бидеме дел. Морам по 5 или 6 пат, откако почна да водам програмата на наша телевизија, на вистинската телевизија Вистел, да спомнам фактичката ситуација. Побарале од нас, ветувајќи дека ќе не влесат во Европска унија, во организација и по диригентската палка на Зоран Заев, дека со подпишувањето на Преспанскиот договор, дека се ќе биде окей. Од друга страна, дали знаете дека Грција обезбеди на сметка
наменувањето на името на Македонија, не сакам да го спомнам тоа име, градоиме, 145 милиарди евра, значи 145 милиарди евра како транша за пензионерите на Грција. Тоа е за исплата на пензии за останати, за придонеси за пензионерите, за рекреативен живот и се она што значи социјална политика. И уште ова, ќе завршам, ќе најавам еден джингл, бидејќи го очекувам мојот нашиот заеднички соговорник, и бугарите. Со бугарскиот предлог или францускиот предлог, бугарите добиле 12,5 милиарди евра. Значи, минатата година на 22 март 2022, бугарите со фајда со 12,5 милиарди. Македонија добила стап по грбот. И уште еден ултиматум да само да се избрише. Јас ќе замолим режијата само еден джингл и се враќаме у студиото. Го чекам мојот соговорник и вашиот соговорник, заедно со господинот Трајчев, да продолжиме со вечерашната тема, како што реков, ден пред протести за достоен живот на пензионерите. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Таму и Да. Јас се надам дека режијата воспостави линк со нашиот соговорник, тоа е мојот колега Драги Аргировски, еден од големите поборници за правата на пензионерите и за третманот на подобар живот на луѓето во третата доба. Ако го имам почитуваниот Аргировски, можеме да го вклучиме. Режија, дали го имаме? Со оглед дека ќе го имаме како и да е. Дадов една компаративна анализа, со оглед дека некако се молчи наспроти фактите, аргументите, да им се каже на госпоđата Тренчевска и на госпоđата Станка Трајковска. Станка Трајковска. Она е председател на Сдруженијето на пензионери на Македонија. На местото на господинот Аргировски. На местото на господинот Аргировски. Имате ли ехо со председателот на пензионерската партија, господинот што си најдоудобна фотелја во парламентот и си зима 2000 евра плата месечно? Па ние, тоа е најголемиот проблем што, значи, од нашите луѓе кои што ги застапуваат, така речено, нашите барања, значи, не можеме да најдеме разбирање дека, еве сега ќе го покажам на камерата, значи, ова барање кое што е 47 дена на улица од сите пензионери, од сите градишта, без разлика и кој колкава пензија има, значи, мала или поголема, значи е линеарното покачување на пензионерите од 3500 денари во основицата на пензијата да влези сега, а понатака ќе видиме како. Имаме само линија да вклучуваме Драги Аргировски, со оглед да му посакаме добро вечер. Добро вечер, господин Аргировски. Добро дојдовте во Гласот на народот. Само намалите го тонот на телевизорот и говорите на слушалката, бидејќи имаме фонија. Ме слушате? Да. Господин Аргировски, еве како што најавив во програмата, говориме за околу утрешниот настан, но тоа е протестите за достоен живот на пензионерите. Како вие го коментирате сето ова? Ќе ми дозволиме на господин Аргировски, ќе продолжим. Повелете. Се надам дека господин Аргировски го имаме на линија, се слушаме. Да, ајде слушам. Да, кажете го вашиот став, но? За утрешниот настан, за протестот на пензионерите за достоинствен живот. Почитувам колега Томич. Повелете. Благодарам за убавата најава. Ги поздравам сите гледачи на новата национална телевизија Пистем, а на сите пензионери им го честитам 20 септември, денот на пензионерите на Македонија, и им посакувам се најдобро. Меѓународен ден на седмица е 1 октомври, кога во Македонија сите здруженија на пензионери Црвен крст организираат разни хуманитарни акции и посети на старски и пензионерски домови. Утре е ден на пензионерите на Македонија. Секоја држава
посебно во бивша Југославија, се има свој ден на пензионери, така ние си го прославуваме 20 септември како ден кога во 1946 година се организирало првата пензионерска организација во Македонија. Ориентирането на пензионерите во Македонија почнало од тоа време и значи од 1946 година до сега прв се случува да имаме вакви протести, вакво незадоволство кај пензионерите. Сега околу тоа сакав да ви кажам дека протестите на пензионерите треба да ги поддржиме, бидејќи тоа нивен глас за пристојни пензии, за решавање на повеќе други нивни потреби, за достоинствен живот на околу 340.000 пензионери во нашата земја, како што рековте. За тоа се заинтересирани и нивните деца, и внуци, и повеќе други граѓани. Тоа се над 900.000 граѓани кои не треба да ги делиме на наши и ваши, на богати и сормаси, на учени и работници, бидејќи сите треба да бидеме заинтересирани за решавањето на овие проблеми. Треба да се настојува да се создава поголема почит кон постарите, старењето да биде позитивен притиск и да се наоѓа веќе други позитивни решенија за нивниот подостоинствен живот. Затоа утре се очекува да вистина да биде басовен, мирен и плодотворен протест. Главното барање на пензионерите септемвриските пензии да се исплатат линеарно на сите по 3500 денари или да се примени скалесто усогласување со најголем процент за најниските и најзагрозените пензионери. Според мене, барањето за вакво зголемување на пензиите е оправдано поради евидентната криза со скапотијата која подеднакво ги погодува сите. Меѓутоа, владата обезбеди дополнителни средства само за процентуално усогласување на септемвриските пензии од 6%. Со други зборови, на ниските пензии ќе добијат по 700, а на високите по над 4200 денари. Но затоа се најдува средства за покачените плати на функционерите од 78%, за зголемување на платите за од 10 до 30% на вработените од јавниот сектор и за регрес на годишен одмор. Затоа, околу 90% од вкупниот број на пензионери се незадоволни. Многу голем број пензионери водат битка за екзистенција, како што кажува вашиот гостин. Впрочем, 170.000 пензионери имат ниски пензии до 15.000 денари, кои тешко можат да ги покријат високите трошоци за прехранбените продукти и лековите на комуналиите. Видите што мора околу таа работа да биде прецизни, бидејќи навистина во светот се буди поголема грижа за секој пензионер, посебно за тие што имаат и пониски пензии. Мораме ние, како во Македонија, исто така да ја водиме таа битка, бидејќи не треба да ги делиме пензионерите на богати и на сиромаси, туку да ги делиме по тоа што тие навистина заслужуваат сите до еден да имат навистина услови за еден нормален живот. Со процесуално усогласување на пензиите, јазот помеѓу најниската и највисоката пензија уште повеќе се зголемува и сега ќе изнесува некаде 1:7,5%, што не е забележено ниту во една земја во Европа. По моје време, кога бев председател на пензионерите на Сојузот на Сдружениите на пензионерите на Македонија, точен наслов, не се зголемува се јаз, за да не се зголеми ваковиот јаз меѓу најниската и највисоката пензија,
Во 2014, 2015 и 2016 година се заложивме заедно со мојот тим усогласувањето да биде линеарно по 600 динари за сите. Бидејќи немаше инфлација, со тие пари можеше да се купат прехранбени производи за кои денес треба се да даде и над 2200 денари. Линеарно согласување на пензии е неминовно по вонени состави како што беше пандемијата и сега ова криза со скапотијата и инфлацијата. Да. За решавање на слични проблеми. Морам да кажам дека веќе во Словенија се подготвува нова пензијска реформа, а сериозни запати има и во Хрватска, Србија и во други земји во регионот и пошироко. Во некои од нив за облажување на последиците од кризата со скапотијата планират линеарно зголемување на пензии по 20% за сите пензионери. Треба да се знае дека тоа е факт кој треба да го поддржиме и во нашата држава. Кај нас за редовна исплата на пензии од пензијскиот фонд, од буџетот на државата, од народни пари се одвојуваат големи средства. Тоа не се пари од пензијски приноси кои ги уплатуваат сегашните вработени. Во земјите каде пензиите се по принципот кој колку вложил, тоа е и кај нас со нашиот втор стоп, тоа е резултат на нивните години на оплодување, а не на државниот буџет. Значи, не е тоа економски параметар. Ова е и економски, и социјален, и солидарен елемент што треба се Колега Аргировски, време е да се размислува и за реформи на пензијскиот систем за надминување на ваквите состојби и кај нас. Навистина, ова што сега се случува со пензиите, со пензијскиот фонд, со она што обидните години дојде до навистина голема разлика меѓу пензиите со исти, да кажеме, години на стаж и исти продолжувања во пензијскиот систем. Ќе ви притврдам само малку прекрасна анализа. Тие делеви треба да се решат со нивелација, бидејќи тоа го прават неки во другите наши соседни земји. Најзначено е сега да се надмине кризата со животните трошоци, со сиромаштијата, со проблемите во здравството и со корупцијата за која и вие во уводот кажавте. Господин Аргировски, морам да ве прекинам тука, гледам дека направивте една солидна анализа, ние артикулиравте прекрасно, а може да биде еден урок за неговата колешка, госпоđа Станка Трајчевска, така да не јас секогаш името презимето и го грешам. Но во контекст на се тоа, бидејќи имаме представник од Свети Николе, кој исто така еден од иницијативниот одбор за утрешниот настан, а тој настане врзан за овие 47 дена изразување револт, незадоволство за фактичката ситуација. Спомнавте носење реформи во пензијски реформи визави Хрватска, Словенија. Што предлагате? Јас сакав и спомнав, дали е време да се направи проветрување, едно чистење во овие партизански само прогласувани здруженија, кои понатаму за нека минута ќе видиме како се фатени живи пензионери кои се со еден збор почестени, да не речам друг збор, да не учествуваат утре на протестите. Сметате ли дека треба веднаш да се случи проветрување или реизбор на нов сојуз, на нов председател, на нови асоцијации кои ќе бидат во интерес на граѓаните, на пензионерите? Ме слушате? Добро. Благодарам многу, господин Аргировски. Што мислите? Да завршам мислата преска што го реков, тоа што ме прашавте. Значи, ние наидовме полека од почетокот на разбирање кај сите здруженија
еве ќе речем, во провинцијата, не знам како е само тука во Скопје, тоа не сум информиран. Ве молам, немајте вие. Ве молам, разбра луѓето и таму кои што се сега во тие руководства, кои што, да не заборавим, имат некој си додаток заради тоа што ја вршат таа работа таму од ова нашето кое што ние им го даваме како одбиток, нели, од нашите овие од пензијата 150-180 денари и на некој начин, значи, дадоа поддршка и во првиот момент кога излеговме на протестот пред Сдруженијето на Република Македонија пензионерите кај станка, таа си отиде бидејќи се уплаши зошто нејзините долу во Сдруженијата дале поддршка заради ова конкретно што го збориме линеарно покачување, а тие не се као информирани и не дават поддршка. И затоа, значи, добивме и сега, да не заборавам, поддршка од сите здруженија во малите градчиња, ќе речам што сме и долу Прилеп, Битола, да не ги набројам, Струмица, Свети Николе, само не можеме да наидеме на разбирање од централата, овде да ја речем, Сдруженијето на пензионери во Република Македонија. Што е причината, не можеме да си објасниме и ние, и затоа, значи, се одлучивме на оној состанок кој беше во Велес на иницијативниот одбор на сите иницијатори, како да речем председатели, да закажеме генерален протест и го рековме за 20, еве сега, бидејќи е ден на Македонија. Утре, да, секако. И на тој начин, значи, да и укажеме и на Сдруженијето кај што е станка на пензионери на Македонија, и на самата министерка, и на, еве да речем, владата, кој што на некој начин сака, значи, губејќи време со некои таму комисии, со предлози, со усогласувања процентуални и предлози вакви или такви, да им укажеме дека времето си оди, а ние немаме решение. Луѓето немат веќе нерви, како да речем, на некој начин да можат да бидат стрпливи. Јас се надевам дека ќе го имаме и председател, односно координаторот на иницијативниот одбор за протести, господинот Драган Угриновски, кој верувам дека има некои информации да ни каже што е сето тоа што се случува, но една убава вест. Од денеска, почитувани, значи не гледате и на А1, на 996 каналот, ја ги поздравам гледачите на А1, значи сме на Телеком на 32-иот канал, на лайв стрим или да речем на интернет, www.mk, значи не гледате ни целиот свет и секако пријателите на А1, ви благодариме многу, се надам дека ќе имаме уште за некој ден и на други провайдери кои ќе не следат, а знам дека има голем интерес за вистинската телевизија, телевизија Вистил, кој ширум ги отвара портите, се за Македонија и македонските прашања. И проблеми што се евидентни. Господине Трајчо, во Нью Йорк 50 души трошат македонски пари. И на пензионерите кои вашиот крик никако да го слушнат. Вашиот лелек, што викам во секој случај, пак ќе кажам, постои една хуманост од ваша страна. Ако се 6%, пријатели мои кои се многу, 110,5, 11, 12,000, добиват 700 денари, а тие другите 4,700 денари со повисоките, да речем, пензии. Како е можна сега ситуација од таа дистанца, да речем сега, како мислите дека владата во овој момент би можела да го абсолвира се тоа? Дали го имаме господинот Угриновски? Слушам. Ало? Да, добар ден, добар вечер, пардон. Господин Угриновски. Добар ден. Поздрав до сите во студиото. Поздрав до гостинот Трајче. Поздрав до емисијата и поздрав до сите пензионери во Република Македонија. Рекоме дека утре е денот на пензионерите на Македонија, а во контекст на случувањата големиот протест за и околу достоен живот на пензионерите, ја спомнав во најава дека вие ги фативте живи со еден збор. Ја би ја замолил режијата да видиме, имаме некои инсерти во Брвеница, што е тоа што се случило, ве молам? Така, во Брвеница се одржа на 17 тие пензионерски игри, каде што беше најавено дека ќе учествуваат 750 пензионери. Само тие 750 пензионери изгледа знаеа дека се тоа, но кога отидов таму,
изгледа дека Испанка и Тренчевска знаеа дека ќе дојдеме група да ги посетиме и откажа Тренчевска да биде присутна и ги откажа и медиумите. На самото место ги видовме пензионерите како се надпреваруваат, кој во пикадо, кој домино, кој шах и така натака, но на самото место беа присутни 430. Значи до 750, значи постои некоја разлика каде беа тие и што беа, дали е пријавено и трошковник направен за 750, само присутни 430, тоа ми е малку мене симптоматично и сомнително. Колку е се тоа хумано, колегијално, искрено кон колегите пензионери кои еве утре искачат на протести да го изразат својот револт, своето барање, имајќи и предвид дека владата начело со господинот Ковачевски, госпоѓа Тренчевска и госпоѓа Трајчевска Станка немаат сенс и почитуваниот председател на партијата на пензионерите. Така. Што се однесе до тоа, значи постои голем отпор и од председателката на Сојузот на Сдруженија, постои голем отпор од министерката и исто така и од премиерот. Значи ние на секаков начин се обидуваме да стапиме во контакт со нив, да дојдеме до разговори, да се договориме, да направиме се она што треба како што треба, но тие некако се надбијаат и ни поставуваат сопки, едноставно, значи така да се јавуваат по телефони во општинските здруженија пензионерски, да не ни даваат автобуси, да не се слушуваат и така натака, но ние секако на било кои начини изнајдовме начини. И покрај барањето до нејзе што беше до Станка да прати емаил и писмо до пензионерските здруженија да обезбедат автобуси, таа не го ни пратила. Таа и не доставила такви работи, но ние сепак се изборивме и ќе бидеме многу бројни на утрешниот протест. Минатиот пат, господин Трајчев, и ви учите се во дискусијата, ви дадов еден предлог, бидејќи нашиот председател е татко на нацијата. Јас не сум хомофоб, најмалку, значи не ја прифаќам тој дел од популацијата од своји лични причини, али не сум хомофоб во секој случај. Но председателот учествуваше на настаните што ги организира оваа популација. Дали има сенс за вас, дали упативте писмо од друга страна, еве за двајцата, зошто не се упатите до представникот на Европската Унија, господинот Девид Гир? Тој е човек кој треба да даде извештај годишен, ама не е ходошање. Ова е фактичка ситуација во Македонија. Нели? Имавме претходна ситуација кога се грабеше, правеше, секој дошao правеа лоша перцепција за Македонија. Дали да размислите како асоциација, како здружение, како иницијативен одбор да се обратите до представникот на Европската Унија, господинот Гир, и да му образложите фактичката ситуација, бидејќи нема слух ни Ковачевски, ни Тренчевска, ни Трајчевска, ни Илиевска, ако така се презива, председател на пензионерите. Може ли јас? Ние рековме дека утре ќе биде овој генерален протест, така да го речеме на некој начин, без разлика на тоа они каква одлука ќе донесат у смисла на ова што не го сакаме сите, значи процентуално покачување 6%, па тоа е, како да кажем, жално, смешно или немам збор со кој може да кажем дека на некого за да му качите 6% на 12.000 денари или на 15 е, не знам, како би го погледнале во очи тој човек и да му кажете ќе качуваме 6%. Непочитување, 600 денари. На себе си викате да си покачаме 78, на овие другите да им покачаме 30%. Ниедни од тие се ги слушаме сега нели по телевизии, кои што имат веќе најавено протести и така натака, дека барат покачување, ниедни од тие не викат качете ни 6%, сите викаат 30%. Или плюс, еве сега ќе ги речем службениците од судовите, значи 30% на платата и останатите трошкови уште 78%. Меѓутоа, дискрецијно право и тие да си бара, се разбереме. Да се разбереме. Изгледа дека ние како да сме некои сирачиња и сега на нас, еве ви на вас 6%. Тоа е просто не знам. Кршење на човековите права. Ми затоа, дозволете да се доречам, значи решивме, еве Драган тоа го знае,
Следното наше сега договарање што ќе биде протестот пред Европската унија, бидејќи и господин Огир сака до 2023 да не води во Европа. Ако не водиш слушни, какви луѓе ќе не одведиш? Докаде сме стигнати со нашите барања, докаде се европските пензионери, докаде се пензионерите во Македонија? Доколку и кај нив не се најди начин да се тоа изврши притисок врз, еве да речам, нашите органи, така речено, тогаш значи ќе направиме уште еден протест и пред госпоѓата од Америчката амбасада, бидејќи до сега тоа му не е направен протест, ние рековме и таму ќе отидеме за да ја прашаме госпоѓата Агилер дали во Америка нивните пензионери излегуваат на улица и таму бараат покачување на пензијата. Вие знаете дека тие уживаат во третата доба во Флорида. Па ние до 2020-30 додека да влеземе во Европа, ние пола од овие што сме сега со по 13-15 илјади ќе помреме, разбираш. Ние сме со едната нога на кај, да речем, гробарот, на кај попот сме натаму. Тешко да влеземе во Европа. Како ќе издржиме со 12 и 6% 700 денари, ако сето ово натака продолжи да се процентуално покачува. Жалосно, но вистината е таа. Затоа рековме, ќе одиме пред ова Европска унија за да им го кажеме. Предходно да упатите едно писмо, да го добие господинот Гио, што така, да. Го знае и тоа и Драган, значи не само од иницијативниот одбор, него јас се веќе кажам за кај мене, не знам како е кај нив, ние имаме 2700 подписа од пензионери кои што стојат за нас, за нашите барања. Значи не стоиме ние иницијативен одбор 10, 15 или 5 човека и ние го тоа бараме. Значи секојдневно имаме се повеќе и повеќе народ кои што луѓе го прифаќаат тоа како такво и бараат на тој начин да се изврши таа промена, така речено. 62 години живеам во Скопје. Да. Значи, моја критика е да моите сограѓани... Дека ми прости, Драган, ама... Не, јас ќе кажам, нешто друго да кажам. Критики до моите скопски пензионери. Али, значи, треба говорима мобилизација. Значи, не е само иницијативата да почне од нашите пензионери во внатрешноста, во другите градови, јас секој час знам дека Прилеп асоциација на револуционерни активности, знаеме дека тој не само Прилеп, и сите градови, тоа е Македонија. Не можеме да речеме дека сите патишта водат во Скопје, меѓутоа водат само за економска интерес, меѓутоа да речеме за севкупна интерес, социјална интерес, бидејќи, господине Трајчо, Македонија по устав и дефиниција социјална држава. А за жал, и ова политичка партија, СДСМ, треба да мисли за социјалата. Нивното мото треба да биде немаштијата на луѓето, работничките права. Апсолутно. А дали може некој, се надам дека ќе имам некој од пензионерите, ако има можност, да ни се јави, ќе видам благодарен. Со оглед дека реков дека уште еднаш ке благодарам до А1, кој од денеска веќе зрачиме на поголем простор во државата. Јас затоа сакам ќе ви земам зборот, да се уклучам, да ги ние како луѓе од провинцијата повикаме скопјаните. Утре да дојдат масовно. Масовно утре да дојдат заедно со нас. Ние имаме од прилика некаде околу 5000 луѓе кои што ќе дојдат утре. Па би требало Скопје да има барем 10.000, еве би рекол. Како 10? Ја очекувам 100.000. Добро, јас зборам, еве, би требало Скопје 10 да има ако ние можеме да дојдеме 5000. Па се прашувам, дали тоа тајфа што замина на некој доручек, држам, амерички доручек во Њујорк, се плаша дека пензионерите се појат или воопшто не ги интересира. Тие отрпнале на маките и болките на народот. Немам збор, не знам што да кажам. Немам одговор. Одговор ќе побараме од гледачите, а доколку се во можност да ни се јават, ќе биде задоволство и предизвик. И мајчи факт кажав, со добра намера, но со еден акцент, морам да го кажам акцентот, почитувани мои сограѓани од Скопје. Значи, утре е денот на пензионерите на Македонија. И ви во таа група од 150.000, 147, видите го мотото, протест на пензионерите. И госпоѓата, ќе го коментирате, сепак, еве, вие имате. Тоа е една жална слика што треба секој еден човек кој што ја гледа, без разлика колка му е пензијата, да го, како викат, затрепери организмот, срцето и да речи, па ова ли е тој моментот што треба да го доживее пензионер во Македонија. Искоментирај го за тие што не знаат зашто се. Па еве, тоа е жена од овакво Велес, која што во моментите кога била да си побара на некој начин
така речено, помош од Министерството за социјала и труд, значи не се сеќам само што е дадено одговорот, она е излегла пред степениците на Министерството со нејната штака таму и лепчето со солзи како и течат, значи го јади заради тоа дека нема што друго за да може да помине денот со лепче наполнето со солзи. Ова не е дрморетко, ова е вистина, ова е трагедија, Имаме слушана голема дискрепанца, што викам, огромни милионери, мултимилионери во државата, имаме за жал и голем број луѓе кои екзистираат, немаат ни едно евро, 60 А да не заборавам, значи ќе ви го земам зборот, заднеја, кажа овие што се одвеле, 40 години има стаж изработен. Нисам гледач. Дали имаме гледач? Министерка за труд и социјална политика. Вика дека не е устана тие 3.500 денара. Зашто тојаш господин Талат Џафери не свика седница с Столарско знаменце и да седнат у собрание, сите задолжително. Сите пратеници да бидат и да се изјаснат кој е за 3.500, кој е против. И да видиме дали може да го сменат закон, они се тие што треба да менјат закон и да кажат дали може линеарно или не може. Ja mislim дека со Европско знаменце може тоа покатката стапка да се реши. На 47 дена ние стојаме по улици и се молиме за парче леп. И стават се на социјални замрежи дека предвремени пензии. Тоа сам од 78, првата моја пата е 78 година, значи ја сам почнал во фонд за пензиско и инвалидско осигурање да одвојувам сред. И он на мене треба ми кажува од 2023 година дека он на мене ми дава пред да имам пензии. Значи он треба и камата ми пати за мене на тие 40 години. Толку година за сега. Благодарам многу. Ја слушавме вашата историја. Да видам дали има шанса да видиме уште некој еден гледач да вклучиме, ако се јави, секако телефонот ви е регистриран во Аголот. Тешко е да се наистина да се најдете во ситуацијата на пензионерите кои наистина барат едно символично зголемување. Јас зборам со координаторот. Александар Вучич, секогаш го земам за пример. По 10.000 денари македонски или 20.000 денари српски од сега септемвринската пензија еднократно подарили. Тоа се околу преку 280 милиони евра. Добро, господине Томич, вака како човек ќе ви прашам, каква разлика има меѓу српскиот пензионер и македонскиот пензионер? Да видя како, да речем на некој начин, човек кој што сте прошетале, сте сретнали секакви луѓе, еве имате информации во Србија какво е, имам и јас, бидејќи имам зет од Валјево, но, еве, која е разликата меѓу српскиот пензионер кој што исто така дал труд таму и нашиот македонски пензионер? Едноставно, лидер кој знае што е социјала. Али човекот мисли... Човек кој мисли за еднината на својата држава, човек кој гради и покрај тоа што вела, не е битно, идејата е капитал, а се друго се пари. За жал, парите во Македонија се кај поединците, кај политикантите, тоа е суштината. А безидејноста исто така во нив. И парите безидејноста, бидејќи парите криминално се изливаат во други џепови. Тоа е. Инаку господинот Вучич, ја се надам дека и даде на изјава, вика, јас сум лидер на државата и ќе градам и натаму, и јас не им варам кафе, како моите колеги во соседството, се мисли на политичарите, вклучувајќи Македонија, на големите државници на Европската Унија. Силна порака испратај. Еве, тоа нека биде завршна рече. Дали треба да бидете севилни на политичкиот амбиент во Европа, за да твојот народ страда во државата? Па јас не се слагам на тај начин, значи ние, ако сакаме да продолжиме како што треба да продолжиме како луѓе, треба да не идеме на разбирање, еве пак ќе се вратам на овие работи тука, од нашето раководство, еве пред се ќе речем Сдруженијето, кај што е Станка, па со министерката, да не измислуваме топли води, затоа што ние сите сме школовани, така речено, на некој начин овде веќе нема прости пензионери, си отиде таа генерација. Ви сте агроном инженер, така? Јас сум, да, инженер агроном земјоделски и со своја, еве да речем, искуство, да не заборавам, еве сам за себе ќе дадам некои информации, 52 пати сум дал крв за Македонија. 3 хидроцентрали државни сум направил
Козијак, Света Петка, Излетовица тамо, на кој што и тунели сум изработил по 370 метара, бидејќи бев на улица, морам да си најдам чарето. 3 далеководи од Маврово према Скудриње, Јанче, Тресунче и така натаму. Значи сте задолжили Македонија да се возврати. А сега одеме на улица, талкаме и бараме, да речем, едни 3500 денара за кого некој се смешни. Тоа е трагично. Ви посакувам успех утре. Да се надеваме. И се надевам и сигурен сум дека пораката ќе допре до ушите, срцата и менталната матрица до моите, твоите, нашите македонци, секаде, вклучувајќи и Скопје, каде е голема бројката, утре во 11 часот пред владата на Република Македонија да дојдат и дадат подршка на ова најсвето нешто што е да се задржи достоинството на македонскиот пензионер. Значи тука нема никаква верска национална припадност, сите сме исти. Нема ни политика, да се разбериме. Ние тука не правиме политика, апсолутно. Дали е симпатизер према партија, или е гласач, или е ово оно. Тука е политиката тргната на страна, ние како луѓе си го бараме с чарето. Јас си земам право како пензионер, дупатам порака, не само како новина. Ви посакам добро здравје, успех во утрешниот настав. Посакувам успех на телевизија. Благодарам на сите вам почитувани и на мојата екипа која работеше наистина макаторно денеска, имавме многу материјали. Еве, дојдовме до крајот на емисијата. Денеска, утре ви најавам прекрасен соговорник, тој е Јанаки Митровски, адвокат, за мене еминентен, референтен, за кого ќе збориме, за актуалните случувања визави и третата власт. Бидете ми живи здрави, се гледаме утре во 17:15 и секако утре да чекаме во 11 пред владата на Македонија.